Во огласите на МВР се наведуваат основните законски услови, а не од која политичка партија треба да бидат апликантите, порача министерот за внатрешни работи Панче Тошковски по обвинувањата од СДСМ дека се мести тендерот за возачките испити во Битола, Ресен и Прилеп. Според него, претходно со истиот полигон договор имала фирма на семејство блиско до СДСМ, која сега не ги исполнила законските услови, па праша врз основа на кои критериуми го добиле тогашниот тендер. Дали е точно дека полигонот врз основа на кој што едната фирма ги исполнила условите, а другата фирма не ги исполнила условите и учествувале во рамки на овој јавен оглас, е на една позната фамилија која што во минатото и како беше представник на Социјалдемократскиот сојуз во рамки на локална власт и во рамки на централна. Ако им е толку многу битно која од која политичка партија е, дали токму фамилијата од СДСМ и како моќна фамилија во рамки на реонот Преспа е онаа фамилија која што одлучила кој ќе го добие тендер. Од СДСМ и денеска обвинуваат дека МВР во функција на партиски бизниси, односно дека милионскиот тендер за организирање на возачки испити во Пелагонискиот регион е даден на фирма која е регистрирана пред 3 месеци, а е во сопственост на советникот од ВМРО ДПМН во општина Кичево Филип Митрески. Од СДСМ побара институциите да постапат, односно антикорупцијска да отвори предмети да го испита целиот процес, а обвинителството да покрене постапка по допрен глас. Станува збор за сериозни индиции дека тендерот бил однапред наместен, дека целата процедура е креирана за да се обезбеди профит за партиски блиски структури. Ваков модел на доделување на јавни услуги на нови фирми без искуство, контролирани од партиски кадри, представуваат класичен партиски грабеж. Обвинувањата од СДСМ следуваат откако медиумите во јавноста пред 2 недели отворија сомнежи за фирмата која го добила тендерот. Освен МВР, тогаш и сопственикот Митревски во пишана изјава порача дека иако фирмата постои од лани, тимот кој работи е професионален со долгогодишно искуство во возачките обуки и организирање на испити. Што се однесува до партиските поврзувања, Митревски посочи дека без разлика на политичките убедувања, секој има право да основа и води фирма, доколку ги исполнува законските услови, односно дека професионалноста треба да биде мерило, а не личната политичка определба.